Лето е така да и оние кои што од возрастните немаат доволно време за читање во текот на годината, останатите делови од годината заради обврските кои што ги имаат, но исто така и учениците. Што се чита ова лето најмногу? Кои се тие издания или наслови кои што доагаат да ги земат и децата и возрастните во библиотеката? Така, како што веќе кажав, децата доаѓаат да ги земат задолжителните лектири, но ќе повторам уште еднаш дека ние имаме огромен избор на слободна литература. Гледаме да ги мотивираме да читаат и други книги, интересни, и малку имаме напредок во тој дел, значи не се откажуваме, има одредена група на наши членови деца кои што навистина читаат и слободна литература. За разлика од возрастните, секако имаме поголема читачка публика таму, кај возрастните читатели, што сакаат да читаат во овој период, летен период, сакаат најмногу да читаат книги со релаксирачка содржина, значи оние светски познати книги и автори, бестселери, секако се трудиме да ги набавиме, да ги обезбедиме, најновите изданија. Се што имаме тековно ново, библиотека да го споделува јавно, секако дека ги потенцираме да ги читаат возрастните нашите македонски автори, секогаш тоа ние прво да им го препорачаме, но нели изборот е на читателите, што сакаат тие да читаат. Библиотеката на крајот од секој месец прави, така да речам, извештај, не е извештај, меѓутоа една статистика, 5 најчитани книги во текот на изминатиот месец од страна во одделот за деца и во одделот за возрастни. Моментално ева во тек ни една друга, не можам да речам активност, но една наградна игра по повод 9 август, тоа е светски ден на читателите. Во тек е една наградна игра каде што возрастните читатели во коментар на нашата објава споделуваат или пропорачуваат книга која што ја прочитале од одделот за возрастни и до крајот, нели до денот на кои коментари ќе добијат најмногу, пак ќе речам со англиски жаргон, лајкови или допаѓања, ќе добијат по една книга од македонски автор. Подарок.